Добре дојдовте во Нов Аснам. Живееме во време на протести, а особено неделава имавме протести буквално низ целиот свет. Прво имавме два протести во Кочани, а викендов, но не беше само Кочани. Рим, протест против вооружувањето на Европската Унија и планот за милитаризација. Франција, Париз. Се тоа што се случува, што и се политичката репресија врз опозицијата и Лепен, како и протести во Вашингтон против Трамп и неговите политики за воведување тарифи и така натаму. А денес имам еден драг гостин, кој ќе анатомијата на протестот ќе ја проучуваме. Правото на бунт и протест е право на секој од нас, но секогаш, или дали секогаш, или некогаш, или понекогаш, се зима и паразитот, што го зима правото на протест, го зима протестот и го фрла во друга страна. Имавме едно непријатно чувство со шарената револуција. Наш повторен гостин, добар ден, како си? Добар ден, фала многу. Те молам представи се уште еднаш на нашата публика. Да, Саша Паповиќ, политички аналитичар, коментатор, филозоф, кој што имав дали среќа, дали несреќа, како и ти што си имал надвор од нашите простори да се запознам со сите тие движења, социјални движења, протести, да ги гледам од птичја перспектива, како што вика големиот руски филозоф Николај Берџаев, во револуцијата имаме само 3 избори. Јас би рекол исто и во протестот, во бунтот, во било која форма на малку нестандардно менување на или предизвикување на статус квото. Едно е да сме дел од тоа. И кога сме дел од самиот процес, бираме дали да сме револуционери, контрреволуционери, дали да го тераме процесот до крај или во некој време да кренеме рачна, што би рекол едноставно нашиот народ, и да тргнеме во она спротивна страна, да изградиме некоја брана и да се обидеме таа буица неконтролирана, да ја запреме, да ја контролираме или да ја свртиме во друга насока. Второ е да бидеме дел од самото време, од моментот, едноставно повеќе како некои навивачи, фанови, луѓе кои што не можат да не се определат за некоја страна, наблюдувачи, но без при тоа да бидеме директни активисти. Но третиот е најинтересен и дефинитивно во овој случај за нас главен за оваа дискусија, тоа е да се обидеме од една птичја перспектива, да дадеме колку е што е можно еден објективен и пред се историски поглед како што ќе биде од после некои 10, 20, 50 години, сигурно дека ни Кромвел, ни Џорџ Вашингтон, ни Робеспиер немале една птичја перспектива, например, како ќе се гледа таа револуција 100 години после нив. Тие биле луѓе кои што активно делувале и во активното делување човекот со сето свое битие, со сета своја енергија се внурнува во тој процес и го гради. Делува, творички делува во историјата, во општеството и нема време теоретски да како некој Херодот, како некој хроничар едноставно да сега да се опишува самиот себе си, значи би требало да излезе од телото, ајде малку да шпекулираме и да се гледа себе си од некоја друга димензија. Но како општествени наблюдувачи, како луѓе кои што се бават со теорија, ние тоа можеме и имаме таа привилегија и како што спомна бунтот тоа е неспорно еден придружник. Имаме значи големо незадоволство, особено овдека во Македонија. Тоа е релевантно незадоволство кој сите нас те тагира без разлика на религија, националност, социјален поредок. А тоа е неправдата, корупцијата, неодговорноста што веќе се толерира во цело наше општество и сакаме да се променат работите. Почнуваат неколку протести. Како ги гледаш ти овие протести? Како преку таа призма, што гледаш во нив? Скепсата му е вродена на човекот и секој човек, посебно еден интелектуалец, еден човек кој што има барем некој минимум животно искуство, не може да со скепса
да не го гледа владењето на било кој поредок, дури и кога во поредокот би имал мои блиски луѓе, семејни, пријатели, апсолутно небитно, би морал да има минимум на критицизам кон тие луѓе. Едноставно, барем тоа добро го знаеме од историјата на големите владетели, секогаш кога биле обкружени со оние кои што само им ласкале, добро знаеле дека нешто не е во ред. Вистинскиот пријател секогаш ја кажува вистината колку да е неугодна. Нашиот проблем е во оној момент кога тие ласкачи, кога тие професионални потврдувачи, значи оно што постоело на Султановиот двор, на вечито повторување дека е тоа така, не знам како се викаше, имало една титула, например, Ефендија, кој што само повторува дека се е така, дека ништо не е поинако. Да, министре, да, токму така. Председател, и овде е проблемот да во ова наше денешно современо општество отугените политички структури се обкружија со такви луѓе, со такви таман ефенди, кои што само повторуваат, само им метанисуваат, без при тоа да има и една најмала она скептичка, здрава, критичка свест. А зошто е важна таа скептичка, критичка свест? Па важна е за тој човек кој што исто смртен човек, во одреден момент, ако ништо друго, да го свати тој историски момент каде се наоѓа, тоа што го спомнавме, самиот колку толку да се обиде да конструира една минимална критичка перспектива и да свати во таа вечна битка дали е и натаму на исправната страна за која што се надева дека е. Дали е на онаа страна за која што гинели илјадници луѓе во текот на историјата, во разни борби, например, со каде по неравноправен противник, или може би се наоѓа на страната на оној кој што ја водел таа непријателска војска за неколку златници, например, за ситниш, што би рекле денес, и многу е важно да секој да си одговори на тоа прашање, каде е денес, дали на страната на Кодошот или на страна на праведната жртва на јунакот. Затоа што јас се сомневам било кој премиер, министер, председател на република дека би сакал неговите внуци, правнуци после 150 години да го идентификуваат како таков, или едноставно да бидат приморани од јавното мнение во тоа време, да бидат и сами идентификувани како наследници на велеиздајникот. Се прашувам, еве, ние ги спомнаме протестите во Франција, например, колку и денес, колку години, скоро 100 години имаме, 80 години од капитулацијата 40-та, колку и денес е угодно, например, во една сепак колку толку демократска атмосфера, да се биде потомок на еден Петен, да се биде потомок на еден колаборатор на германците, например. Колку е удобно, например, во да не зборуваме за Русија и посоветскиот простор и еве актуелниот судир во Украина, токму околу глорификувањето на колаборационистите во Украина, да. И не само на нацизмот како учење, например, како пракса политичка, идеолошка, туку во овој случај издајниците на татковината, затоа што во самата Русија имаше една расправа која што траеше, мислам, че околу 2 децении од падот на Советскиот сојуз па таму до зацрствувањето на власта на Путин, каде што се расправа дали Власов, советскиот генерал кој премина на страна на германците, е херој или не. И сепак на крај заклучија дека е на онаа негативна страна. Сега проблемот е дали денес постојат десетина мали власовчиња во секој оној министер, во секој оној штраф на власта, и дали е тој способен да се препознае, дали е на страната на оној херој, например, кој што со своето тело ја затвора митралеската цевка, например, спасувајќи ги своите другари, или е на страна на оние конформисти кои што само ја применуваат другата страна. Зошто? Не треба да заборавиме, и Петен и Власов претходно беа херои на своите земји. Те ја променија страната исклучиво за да го спасат животот. Дори во случајот на Петен, тој беше старец од 90 години. Едноставно човек кој што ги изгуби сите инстинкти повеќе од она за преживување и сметаше дека соработката со непријател кој што го понижи во истиот оној вагон, каде што му го донесла втората светска војна. Германија капитулира, сега Франција и Петен, херојот од таа војна,
прифаќа да биде сега слуга на Капларот, Хитлер од Првата светска војна. Ти сега кога збориш ова, мене одма ми паѓа на памет председателката Силјановска. Па, Македонија горда, нас ке не направи горди, се бореше против Преспанскиот договор, за да сега најнормално ни е нас она да се слика на државничка како државник на Македонија без знамето во бугарската со бугаринот председател Радев и да ти ни нас тоа нормално, а уствари е понижување на сите нас. Дали има тут, да како гледаш тоа? Па, едноставно ова е во низаво. Тоа е токму еден пример кој што е на нивото на овој разговор. Да. И тоа е колку ние во оној момент кога сме влезени во сите тие длабочини на административната на гордо цело време ја тераше кампањата, за да сега не понижува сите нас колективно. Да. Едноставно се работи за луѓе кои што цел живот животот го минуваат како оние јунаци од Чехов, например, едни бюрократи кои цел живот за најмали ситници, за запирки, нешто се расправаат, па ќе се искараат еден со друг, па водат бескрајни војни со ветерници како Дон Кихот. И овде имаме еден сличен Дон Кихот кој што се обидува да не убеди, например дека неизговарањето на уставното име, колку и да е понижувачко или не, дека е победа. Иако се работи токму за таква запирка, нели, околу која 20 чиновници за малку ќе си ги извадат очите, и за борба со ветерници, исто таква, затоа што овде е суштината, ама таа суштина може да ја признае само историски државник, човек кој има Божи дар да го води народот. Која е таа суштина? Суштината е прво соочувањето со поразот. Оној момент кога една држава и еден народ си на историската сцена, тие влагаат во природни интеракции со други држави, како што и ние како поединци. Влагаме во природни интеракции со други луѓе. Нашите интеракции можат да бидат од економска природа, например, да имаме орташтво со други, да отвараме, например, некои друштва, да, може да бидат од интимна природа во бракови, да стапуваме, например, може да бидат, например, од пријателска природа, да играме, например, некои спортски надпревари. Така државите настапуваат во разни односи. Ама, кај државите тоа се разни врсти на сојузи и разни врсти на непријателства. Светот е тако. За жал, таков е со векови, таков е од Илијада и од Одисеја до денес. И нема утопии, не знам, Томас Мор Кампанела, Кант напишал цело едно дело за го преведуваат овде како вечниот мир, иако оригиналниот превод бил траен мир, мир кој трае, никако вечен мир не може да има на оваа земја со луѓето, со сите нивни слабости, ако ништо друго, дури кога би воспоставиле некоја економска еднаквост, колку толку би постоела љубомора на милион други основи и уште повеќе меѓу народите кои што имаат различни културни развој, како што вика Јакоб Бухарт, германскиот философ, вика, ако ништо друго, има различни вкусови, вика, египчаните пиеле пиво, грците вино, па едни со други не се разбирале. Пиво пиите, вино пиите, и до денес имаме, нели, вински култури, на Медитеранот, пивски култури на север, па никогаш италијано толку добро пиво нема да направи као чехот и германецот, ниту пак ги бива германците за вино, моној регион таму околу Рајна, ама французите затоа сите вицеви им се за Бош, ние Швабо би рекле, токму вино од Бош, значи нешто најлошо, најодвратно, или, например, сите вицеви за англичаните им се вика некоја чудна мешавина меѓу кафе и чај, па не знаеш дали е кафе, дали е чај. Значи, ако во вакви ситни работи на вкусот, а вкусот не е ситна работа, па Кант има вака книжурина само за вкусот, тоа значи дека сите тие народи се различни. Овие народи, токму од тој вкус, токму од таа различно сваќање на што е правда, што е убаво, што е грдо, стапуваат во разни врсти на афинитети.
Со некои сме поблиски, со некои сме подалечни. И тие афинитети завршуваат со расни сојузи, завршуваат со конфликти, и тие конфликти доаѓаат до порази и до победи. Дали ние навистина мислиме дека германскиот народ е составен од такви баксузи, од такви луѓе, не знам, кои што само лошо може да дадат, па дали толку научници, филозофи, затоа што се такви баксузи, па да мора да ги губат сите војни. Не. Едноставно, конкретниот историски момент нив ги води до два катастрофални порази и до една ситуација што овде апсолутно не се заборава. Германија од 45 до 49 не постои. Еве, ние разговараме сега овде нов Асном, изворниот Асном е 44-та. Значи Македонија, ако ја зема својата генеза од Асном, е постара од Германија, зашто тај од 49-та, например. Од 49-та, не од Бисмарк или од Свето Римско царство, не постои. 4 години, значи, ја имаме Македонија, уставот 46-та, каде е Германија 46-та? Ја нема. Постои Бизонија, не се бизони, значи се вика Бизонија територијата, две зони, англиска и америчка, на кој што Франција ќе се придодаде, 3 зони, дури има химна на 3 зони, верувале или не, и таа 3 зони ќе ја преименува 49-та Западна Германија. во Западна Сојузна република, Советски сојуз, и во исто време ја прогласува демократска. Од тогаш постои. Значи, ова е цената на поразот. Дали тоа значи дека денес не треба постои германски народ? Далеку било. Ама тие прифаќаат дека биле поразени и се правеа да создадат една паралелна историја во која се оправда, па пишуваше Гудеријан, например, јунакот од Барбароса, па не бев јас крив, вика Хитлер беше крив, па викаше Мајнштајн јунакот што избега од Крим баш 43-та, вика, па не сум јас крив за сите тие лешеви, вика, што ги гледав на аеродромот замрзнати, додека трчав до авионот што ме однесе во безбедноста во Волчја јама кај Фирерот. Фирерот беше крив, вика, не сум јас. Ниту еден фелдмаршал, ниту еден генерал не се најде крив. Сите на мртвиот Хитлер, мртва уста не проговара, ја фрлија вината. Значи, тие работеа исто како и јапонскиот генерал Того, кој што на судењето во Токио вика, на мене е одговорноста. Јапонскиот народ ослободете го. Мене, бесете ме, колете ме, нив ослободете ги. Овде ние не најдовне ниту еден во севкупната македонска политичка класа да признае барем минимална вина за нешто што било кој наблюдуваш од страна би го диагностификувал како пораз. Например, да земеме 2001. Ако 2001 е војна, а секој наблюдуваш би тврдел дека е војна. Таа војна мора да заврши само на два начини, со пораз или со победа. Било кој мировен договор, како и да го толкуваат, претолкуваат, накнано толкуваат, секогаш има некој мал промил, кој што е позитивен или негативен, без обзир колку и да речат завршил, двете страни биле задоволни, немало промена на границите, има некое мало поместување. А често пати војните завршуваат, за жал, со промена на граници, со губење на некои привилегии, со добивање нешто повеќе. Ако видиме во 2001 од двете завојувани страни, кој добива повеќе, на сметка на кого? Нам ќе ни е јасно кој е победникот, кој е поразениот. И јасно ќе ни е дека рамковниот договор не е ништо друго, туку една не безусловна, туку условна капитулација. Значи, не Германија 18-та и 45-та, туку нешто повеќе како оние други, например, не знам, како Наполеон Бонапарта, првиот пораз, например, кога го носат на Елба, или разни други порази низ војната, низ историјата 7-годишна војна, например, па таму Англија и Франција се договараат, ете ќе ви ја даеме, например, Монтреал, Квебек. Тоа е пораз. Тоа што Волтер рекол да се не интересира тие мочуришта таму, тоа не значи дека била победа. Па поради тоа не интересирање, потоа францускиот крал ја губи главата. Затоа што народот сватил дека се понижени, дека изгубиле некои територии од онаа страна таму. А овде се изгубени територии, условно велам, ма сепак изгубени на колку километри од главниот град се Тетово, Гостивар, Тепар. Не се тоа преку Атлантскиот океан. Тоа се нешто што може да се мери со двоцифрена и троцифрена бројка. Сега, тој пораз никогаш не диагностификуван, никогаш не разгледан, за кој што не се пишувани книги, за кој што крикот на народот никогаш не проговорил, мора на некој начин
да се осети, мора на некој начин да се манифестира, мора на некој начин да експлодира во душата на луѓето и да се осети некој црнило. Но она што е најважно, мора некој да одговара. Мора воен, политички раководител, оној кој што командувал, оној кој што подпишува, да биде жигосан од историјата. Ако ги видиме тие луѓе кои што подпишале, покрај покојниот председател тогаш, двајцата лидери на политичките партии, на тие две базични опции, и ден денес едниот го повикуваат постојано на разни подкасти, толкова истории, толкова се и се што. Човекот, ми се чини веќе, не знам за нуклеарна физика, што малку ќе почне да дели совети. Никој не се осмелува да го жигоса на оној начин како што биле жигосани подписниците на капитулацијата на Германија во Версај. А како биле жигосани? Па печатот ги жигосал како издајници, а десничарските екстремисти ги ловеле буквално по улици и многу загинале во атентати. Затоа што оној момент кога патриотот убива издајник, во дискурсот на тие луѓе, тоа бил херојски момент. За честа на татковината тоа го направи. Не викам овде дека тие екстремни мерки некој треба да ги превземе, ама дали едно минимално жигосување, ете, например, како што Путин ги жигосува соработниците на невладениот сектор како странски агенти, не им фали влакно од глава, ама едноставно ги жигосува, ете. Моја пријателка... Американците исто имаат исти закон, не е различен. Моја пријателка поетеса, која што е добра поетеса, ама едноставно не е баш толку талентирана за политика и е долгогодишен критичар на Путин, постојано сега гледам на Facebook, на секој пости пишува, вика, тоа е странски агент на влијание, па не е јасно од каде јас агент. Па тоа што ти изразуваш политички став, автоматски привлекуваш внимание и му даваш легитимитет на тој другиот и тој да има став кон тебе. Дали е тој став позитивен, негативен? Па чекај, твоите ставови можат да придонесат кон неговиот пат. Зошто тој не би се бранел? Или како што веќе цитираниот Берџаев рече, зошто не би бил од онаа страна? Значи, не би бил брана на тоа твое влијание. Тој има право да се брани, ако ти веќе го напаѓаш. Овде е проблемот, дека никој од тие јавни раководители, од тие играчи во јавната сфера, да ги наречеме, никогаш не беше прозван, не беше жигосан, а најмалку пак самиот тој најде за сходно да рече, луѓе, јас сгрешив 2001, јас сега ќе се повлечам, ќе одам ете во Канада, пример, ќе одам на Аљаска некаде, нема веќе овде да живеам, ако можете проштевајте, ако не, тоа е тоа. Значи, нека му живеат деца тука, нема проблем. Овде ние немаме минимум на ваква одговорност. И сега доаѓаме до тој втор пораз. Ова е многу важно да се каже, затоа што рековме дека Германија, Рајхот германски и Бисмарковиот и Хитлер имаат два порази, Јапонија еден. Колку порази има Македонија, ние уште не знаеме колку капитулации. Условни или вакви, такви, тоа е друго. Тоа е, јас би го нарекол прашање на техничките детали. Ама суштината, која ние мораме овде да ја откриеме, е поразот. Значи, вториот пораз е промената на името 2018. Значи, кој некогаш променил име? Јас дам само еден пример. Пак е поврзан со пораз, тоа е Австрија. Во моментот кога Австро-Унгарија се распаѓа, после поразот 18-та, пак истиот процес, оној остаток, што и денес го знаеме како Австрија, одлучува да го смени името во Германска Австрија и тогаш победниците, Франција пред се, сваќајќи дека Германска Австрија, кога е таква, ќе се обедини со Германска Германија и ќе добијат, значи, наместо да ги стеснат, ќе добијат проширена форма на довчерашниот непријател, вика не може. Враќи се на Австрија. Тоа е единствен случај. Поразот бил предуслов за да се направи оваа понижувачка отстапка и до денес тие се австријанци, кои што мора да се австријанци и не сме ни да помислат со овие другите, со кои што делат иста култура, јазик, се да се обединат, затоа што знаат тие се два пати поразени, а овие се уште 18-та условени да не си играат со тие работи. Значи, промената на име и тој
политичко-културен автоинженеринг е секогаш поврзана со некој пораз. Не е можно тоа да се случи во рамки на преговори кои што би го унапредиле меѓународниот углед на земјата. Зошто ги спомнувам паралелно пораз од капитулацијата од една страна и преговорите кои што го напредуваат меѓународниот углед? Значи, како е официјално образложена промената на името? Со потребата за интеграција не толку во НАТО, колку во Европска унија. Значи, Европската унија, јас би ја нарекол внуката на Европската заедница за јаглен и челик, нели? Европска економска заедница, помеѓу. Европската заедница за јаглен и челик е меѓународна заедница која што служеше за унапредување на стандардот, на довербата во онаа повоена Европа, меѓу Франција, Германија и трите помали земји. Поврзување на железните индустрии. Точно. Да. Мене ми е тешко овде да замислам, еве Луксембург, најмалата членка, да се откажела од било што. Не знам, од било кој делете знамето да го модификувала, затоа што е слично со холандското, само за да влезе во Европска заедница за јаглен и челик. Или еве да земеме Европска економска заедница. Тука веќе имаме земји кои што до вчера биле доста проблематични диктатури, например Шпанија и Португалија. Па дали некој ги уценува, например, кога ќе влезат во Европска економска заедница? Никој. Што значи, ова се смета за некој унапредување. Едноставно, со интеграцијата ќе се унапреди стандардот, ќе се унапреди правниот систем, ќе се унапреди угледот на државата во светот. Шпанија под Франко е делимично изолирана. Шпанија во Европска економска заедница веќе праќа дипломати по цел свет, посредник решава конфликти. Португалија исто, Португалија води колонијални војни ваму, Португалија во Европска унија има некоја глобална улога и се подразбира овде дека оваа интеграција го зголемува на енти степен го крева тој углед. Па како сега овде го имаме почетокот на интеграцијата со понижувачка капитулација што подсетува не на Австрија 95-та кога влегува во Европска унија, туку на Австрија 18-та кога ја подпишува капитулацијата и губи може 70% од својата територија. Австрија 17-та има излез на море до Будва. Ова го забораваме. А незините војски тогаш окупираат територија до Костур се спуштени некаде. Значи, ова Австрија 18-та е нокаутирана, се повлекува до предградијата на Виена и менува име кој што претходно за кратко време го ставила затоа што не гледала веќе некоја опција да е Австрија, Австро-Унгарија кога се друго лета, се губи. Овде сега Македонија е спуштена на тоа ниво. На ниво на земји кои што се поразени по 4 годишна исцрпувачка војна. Која војна беше овде? Имаме во мир, ако е мир воопшто, капитулација, понижување, пат на угледот, не скок на угледот, рековне Салазар, Франко, тие имаат ограничено делување сега, цел свет оде настанува нивни терен, се шират нивните дипломатски представништва, стануваат посредници во разни конфликти по светот. Дали овде диагностицираме ништо слично? Не. Овде имаме уште поголем пат, како што и ти пратиш, например, економијата е на дното, безнадежност во сите сфери, она што може пак да се вратиме на тие 18-19, она рана Вајмарска Германија со таа рекордна инфлација. Значи, овде таа безнадежност многу подсетува на тие ситуации во тие повојни поразени земји. Не била таква безнадежна ситуација кај победниците. И таму имало криза, ама победникот секогаш и покрај тоа што има и тој може страшни жртви, ја има сатисфакцијата на победата. Советски сојуз имаше десетици милиони Втора светска војна, ама сатисфакцијата на парадата на победата во Берлин и кога ги фрлаат оние германски воени знамиња, таа сатисфакција секогаш ги греше срцата на советските граѓани. Тие беа победниците, другите беа поразените. Не е така. Само разликата е што германците беа доволно честни, германските раководители, тоа да го признаат. Значи, поразени сме, одиме натам. А како македонци не признавме пораз 2001 менување на уставот на потполно деморализирачки и понижувачки начин, да недемократски основи на владење и донесување одлуки се дел од нашиот живот. Јас така го разбирам.
Вака, ниту една капитулација не е демократска. Значи, може да земеме судир меѓу две демократски земји. Например, сега не можам да се сетам баш така во 19 век, 20 век нема толку баш демократски да војуваат. Ама например, Англија и Франција порано, например, што војувале италијански војни. Значи, има судири меѓу две демократски, парламентарни земји и секогаш во војна поразот не е демократски, се наметнува губење на некоја територија. Секогаш е така. Проблемот е што тоа мора да се каже на тој начин. И мора народот да се соочи и мора некој да одговара за тоа. Мора да одговара оној кој не бил подготвен за таа ситуација. Меѓутоа кај нас се слави Охридскиот договор, се слави Тоа е абсурдот, се слави Преспанскиот договор, имаме Преспа форум агримент. И така. Тоа е абсурдо, тоа е една трагикомична ситуација во која поразот се слави, капитулацијата се слави, а неговите потписници се величат како мудри државници, дипломати кои не знам, во едниот случај спречиле катастрофа, во вториот случај пак отвориле интеграции кои, како што рековне, треба некој нов углед да дадат, а овие го спуштаат тој углед. Било каква интеграција. И се припремаат новите генерации македонци да бидат спремни за нови одстапки, за нови понижувања и затоа сме сега понижувањето не е понижување. Бугарскиот договор, францускиот предлог и тоа е најнормално. Ако понижувањето не е понижување, ако поразот не е пораз, ако капитулацијата не е капитулација, ако војната не е војна, тогаш било кој сличен феномен веќе нема да биде од новите генерации ни препознаван како таков феномен. Било која друга војна, агресија, било која друга насилна феномен на насилство во државата нема да биде препознат како војна, ќе биде препознат не знам како терористички акт, ќе биде препознат не знам како некоја закана за мир, што пак треба да се менаџира, што пак треба да се преговара, што пак треба некој форум така да се организира, па да се разговара со како форум и го менаџираше германската опасност Черчил 41-та аман. Значи, овде е тој проблем да ние даваме погрешни одговори. 2+2 едноставно се 3 и тоа е нормално. Да. Значи, ние основните одговори на овие работи ги имаме до таа мерка извиткано, ги имаме ставено во сосем друга категорија и не само да сме слепи пред реалноста, не само да не признаваме во кој правец одевне, каде сгрешивне, туку веќе овие генерации што сега ќе дојдат, значи генерации кои што не ни биле родени кога е подпишан рамковниот договор, тие генерации нема да можат онтолошки тоа да го препознаат, нема феномените да ги препознават како војна, мир, пораз, победа, капитулација, а еве зошто е ова најлошо. Генерација која што ова не го препознава, не може никош да се подготви за реванш и за победа. Значи, ние до денес немаме, ова веќе е и политички некоректно да се каже, многу е по-политички коректно во Јапонија и Германија да се каже овде во земја победник од антифашистичка коалиција, како би изгледала македонска победа 2001. Ние немаме алтернативно сценарио кој некој така да го напише некаде, например, не знам, 2 странички да напише, значи ова е пораз, сега како би изгледала победа. Значи, победата има ритуална страна и има конкретна страна. Ритуална страна би била дигање на македонско знаме на Шипковица, со химна и со построен почесен вод. Тоа е победа. Секоја победа има таа ритуална страна. Спомнаме советската победа и германските знамења. И исто би имало знамења на непријателот кои што се заробени и може да има униформи, може да има било што друго и би имало ритуално понижување на тој непријател. Што би значило? Кај нас имаме обратен процес каде што се отварат мемориални споменици и величање на жртвите. Па тој победил, затоа има. Победникот си го тера своето. Ама поразениот мора да го негува чувството за пораз, чувството за реванш и желбата кога тогаш, за 50 години кога овие генерации не ги бива, да се оствари победа. Колку години Франција го негуваше чувството за реванш? Од 1870 до 1914. Цели романи на тоа се пишува.
Алзас и Лорен, за Алзас и Лорен. Значи, инаку надвор од тоа, тие си има нормална француска свест. Нема кадровска инвазија на германци во Париз. Цела работа беше дали овие две покрајни треба да бидат француски или германски. Чека колку? Од 1870-та до 14-та, уште 4 години крвави војни до 18-та, за конечно да бидат. Да, и затоа е денес Страсбур, а не Штрасбург. Затоа се денес Алзас и Лорен, а не Лотарингија и Елзас. А колку е ова значено, само еден пример. Династијата која што ние знаеме како Хабсбуршка е во основа создадена средина на 18 век со бракот на Марија Терезија, последната реална принцеза од Хабсбурзите, со Франц од Лотарингија. Значи човек од сосем друга династија кој што ја превзема нивната круна и од Лотарингија, од Лорен. Значи Лотарингија како дел од германскиот свет носи принц кој што ја превзема круната на тогаш најголемата германојазична, ајде да ја наречеме држава. Ете колку била Лотарингија дел од германскиот свет, а денес е тоа некој Лорен таму, франкојазичен. Многу е важно каква свест се гради, дали постои воопшто свест за реванш. Москва во доцните 80-ти, раните 90-ти, благодарејќи на авантуристичката и великоиздајничка политика на дуото Горбачов-Елцин, имаше не еден пораз, има тие десетина порази. Има интервенција во Вилнус која што заврши во јануари 91 со десетина жртви и со тотално фиаско. Исто време има интервенција во Баку во Азербејџан. Советскиот сојуз се растураше, пукаше по сите основи. Не можеа да воспостават во ниту една република ред. Само губеа, на крај дојдоа до тоа во самата Руска Федерација да има судир меѓу Северна Осетија и не Јужна Осетија, во Грузија, Северна, ова што е поголема територија, со Ингушетија, две републики фатија да војуваат, како овде две општини да војуваат една со друга, и Елцин мораше да прати сојузни единици да ги мири. До тоа понижување дојде. Па Чеченија пукна. И Чеченија мораше на крај, а зборам за период од 10 години, значи ова беше 92-та судир од Осетија и Ингушија, а кога Ингушетија, кога Чеченија го нападна Дагестан, значи исто една република внатре врши инвазија на друга федерален субјект, тоа беше 99-та, Шамил Басај. Тогаш веќе новиот премиер Путин во првите месеци на својот мандат одлучи да реагира. Втората чеченска војна е почеток на реинтеграција на Русија, затоа и така му се вика партијата Единствена Русија. Тој ја реинтегрира Централната Советска република која пукаше по сите основи. Татарстан имаше закон со кој што републичките закони се над сојузните. Ете до таму дојде. Значи, тие мораа сите порази со кои што се соочија да ги решава, да ги ревидираат. Во руската книжевност се создаде еден правец кој што се нарече неоимперски и ревизионистички, каде што нивни писатели јавно изјавуваат, да, јас сум ревизионист, јас сонувам за голема Русија. Тоа е денес, тоа да не го изјавеа нивните интелектуалци во тие критични години, доцните 90-ти, посебно после онаа криза 98-та, например, кога повторно Русија беше пред еден катастрофален пат, Примаков кога дојде и почна веќе да излекува. И значи тој период од таму 96-та, 7-та, па до 2005-та, 6-та, цела една нова генерација на писатели, поети, сликари се јави, имперски правец така наречен, посебно во Москва и Петроград, кој што му напиша и писмо на Путин. Во питерските имперци каде што јавно му се обраќаат и му викаат Русија има мисија, а тоа е да биде империја. Не може Русија да биде држава која што секој ќе ја клоца и која што ќе се распаѓа на некои мали губернии. Дали овде некој се јави така? Да, сега знаеш, не, воопшто никој нема се јавено. Апропо на се ова ти што го збориш, ние имаме 95-та привремена референца губење на знамење. Пораз. Губење на знамето наш. 2001 Охридска рамковна Македонија, пораз. 2004 територијалната поделба, пораз. 2005 отварање на уставот, внесување на Бадентер во Советот за јавни обвинители и Судскиот совет,
пораз. Имаме пред поразителна, потоа законот за автентично толкување, каде што се амнестира жртви за војно злосторство, нешто што не се амнестира. Пораз е наш. Имаме СЈО и Пржински договор, вон институционално решавање на проблемите. Пораз. Имаме СЈО, пораз за нас. Имаме промена на името, пораз уште еден, и тоа не е доволно, него сега имаме бугарски договор, француски предлог, пораз. Докаде е ова? Па не, околу 10-0 испадна. Добро е за Гинисова книга на рекорди. Да, и мантрата е се уште иста. Мантрата е иста, затоа што општеството тоа не го детектира. Тоа е проблемот. Го детектираат некои вака како нас, кои што се на маргените, ние сме тој последен крик на организмот, а организмот за да испушти некој посилен крик мора и срцето и грлото, нели, сето тоа заедно некако да се синхронизира. А тоа се сите тие јавни работници. Значи, можно е самите политичари да се глуви, господина Фелцин. Ама не беа глуви уметниците, не беа глуви и слепи писателите. Да. Тие им пишуваа петиции. И тие ги повикуваа. Јас се сеќавам Ник Перумов, например, кој што пишува инаку фентези од тип на Господар на прстени. И тој изјави, па јас сум, вика, и тоа шовинист рече, што јас тоа би се согласил, да, патриот, да, имперски ориентиран, ама тој вика, па и да сум, вика, и големоруски шовинист, вика. Зошто да не, вика? Дајте, вратете му го достоинството на народот. Во време кога секој ден чечените крева згради во воздух по Москва и Петроград. Значи, вакви луѓе пишуваа писма отворени до владата, до министрите, до председателот, скоро секојдневно. И не може јавните средства за информирање да молчат на ова. Осебно денес уште потешко би било време на блогови, на YouTube, на експлозија на, јас би рекол, секој човек е медиум веќе. Да. Иначе, кога е секој човек медиум, многу лесно е да допре ова нашето, ако не до тие носители јавна сфера, барем до народот. А тогаш мора да се почне со градење на нова свест. Која е таа свест? Баш ова што го спомна со Русија. Тоа е свеста за потребата да постоиш. Да постоиш како човек, прво, значи јас со тоа што сум роден, што мајка ми ме донела на свет, ме донела за да постојам. Колку имам рок на трајање, значи додека сум жив. И за тоа време да стварам. Сега, народот е исто така творба. Не е народот некоја безсмислена комбинација на атоми, кој што едноставно сега, денес е, утре не. Тоа сакаат да не убедат граѓанистиве дека тоа се само некои граѓани кои што случајно тука се нашле на таа територија и тука едноставно треба да имаат еден добар живот, комфорен живот, да ги остварат сите своји права, не свеќајќи дека во светот на државите, на народите, сите тие права најприродно се остваруваат токму преку формата на држава и преку формата на народ. Не случајно земјиве се викаат ете Германија, Франција, Јапонија. Зошто не се викаат граѓанска заедница од Кјото, например? Зошто се викаат граѓанска заедница од Минхен, не знам, од Нирнберг? Зошто имаат вакви имења, имаат одредена историска генеза како се дошло до тоа? Затоа што ова е најцеловитиот природен процес како луѓето доаѓаат до некоја форма на организирање. Ова е формата на организирање како што на други места се организираме во синдикати, се организираме во спортски клубови, не знам, се организираме во ловечки друштва. Овде тоа е народот или нацијата, ако сакаме во модерната интерпретација, и овој народ или нација, оној момент кога стапува на меѓународната сцена, како што веќе спомнав, влага во интеракции. Тие интеракции, како и во животот, можат да не доведат до секакви моменти. Не дај Боже, утре јас би можел да заболам, например, нешто. И сега, во тој момент, јас имам само две опции. Или да се борам до крај, или да капитулирам. Нема трето. Истото и со народот. Пораз. Сега се бори, или која е алтернативата? Не е алтернативата како што мислат, не знам, ајде сега ќе промениме тоа, и потоа се ќе биде во ред. Алтернативата може да биде многу мачна и долга смрт.
која би траела со децении во случајот на еден народ. Примерот со Афганистан е многу интересен, или со Сомалија, па и денешна Либија, каде што разни милиции се борат за некој мало парче земја, упорно, а народот при тоа пропаѓа, тоне, цели генерации, немаат никаков излез. Се обидуваат преку Медитеран до Лампедуза, до Италија да стигнат, па им ги потопуваат бродовите. Значи, тоа се трагедии на генерации, не е веќе тоа една генерација. Ако видиме Либија од 2011 колку години веќе во оваа ситуација, Афганистан е со децении во таа ситуација, Сомалија исто. Значи, пропаста може да биде многу гадна. Зошто Германија, Јапонија успеале како... во таква состојба, но имаме граница, имаме државен апарат, но емоционално народот е мртов, достоинството му е срозано до минус, а еве, од кога влеговме во НАТО, имаме најмал раст економски во регионот и во источна и централна Европа, вклучувајќи ги трите балтички држави. Значи, ова со подпис печат заверено со статистичките споредбени податоци од Светска банка. Значи, ние сме влегуваме во таа тивка пролонгирана смрт, од кој што се гледа како да нема излез. Кој е излезот? Овака, значи, како што и ти добро знаеш, прво, НАТО беше пропагиран и во дискусии во парламентот и инаку преку сите медиуми, не толку како воено-политички сојуз, иако тоа е неговата природа, туку како економска придобивка и шанса, нели, во една ситуација катастрофална, нели, децата ќе избегаат, нели, што ќе јадеме, дури до тие екзистенцијални граници се одеше, беше пропагиран како една шанса колку толку економијата да крене од мртва точка и да почне да се развива. Ќе дојдат инвеститори ово, и беа давани примери, ете таа и таа земја кога влегла во НАТО, не знам, почнала се развива, дошли инвеститори, па колку стандардот скокнал, и ова во старт покажа едно апсолутно непознавање на местото на една земја и на тие интеракции кои што една земја ги има со други. Значи, моментот кога доаѓа приемот во НАТО не е исто моментот кога, не знам, Словачка е примена во НАТО. Значи, тие ширења на НАТО, тие ширења на НАТО меѓу доцните 90-те и раните 2000-те се токму она време меѓу реинтеграцијата на Чеченија и војната во Јужна Осетија, пред војната во Јужна Осетија, и време на едно се уште колку толку партнерство на западните земји и Руска Федерација. Пред било каква војна во Сирија, пред било каква уште и арапска пролет. 2018-19 е друго време. Колку години има од тие крупни ширења на НАТО до ова сега, преку деценија. Ние да веруваме дека за сето тоа време ништо не се сменило меѓународните односи, значи да сме апсолутно игнорантни за самата природа на меѓународните односи. Секоја деценија има свој шмек, свој вкус, своја естетика. 60-тите, викаме 70-тите, 80-тите, така и денес, 2010-тите, 2020-тите. И секоја деценија има своја динамика во разликот меѓу државите, меѓу големите сили, меѓу помалите, средните, се едно. И сето тоа многу значи. Оној момент кога се примени земји, а тие земји се некои бивши членки на Варшавски договор. И примени се за да се означи победата на НАТО на Варшавскиот договор. Значи, тие два сојузи, кои што беа во повеќе децениски судири, мораше на некој начин тоа да го завршат. Рековте како се завршува. Победа или пораз? Победата беше од НАТО, НАТО се прошири. Пак на исти дарвинистички начин, суров. Секогаш победникот се шири на сметка на поразениот. Дали Алзас и Лорен, дали се Чешка и Словачка, пак е само техничко прашање. Овде е проблемот да оваа територија, која што денес цинично нарекуваат Западен Балкан, беше заокружена со тоа ширење. Значи, тие со оној момент кога ги зедоа земјите, членки на НАТО, ова и на Варшавски договор, ајде да видиме кои се членки на Варшавски договор.
Ние имаме и тука една малку проблематична рецепција, малку проблематично сваќање, ги земаме оние членки од 89-90. Тие забораваме дека основач на Варшавски договор е Албанија. Значи, Албанија не е примена во НАТО како, не знам, некој така, некој слепо црево. Примена е како дел од таа структура. Како Естонија, така и Албанија. Примени се за да се означи просторот, докаде е сега мое. Ова другото овде, можно е да е некое накнадно заокружување, но можно е да е и едноставно потврдување на веќе постоечката хегемонија. Имено, дали ние вистина веруваме дека НАТО во 2018 немал контрола над овој простор? И дали ние веруваме дека на НАТО му е потребно со некој конкретен формален документ да го означи тоа дека и без тоа го контролира просторот, воздухот, не знам. Во Соединетите држави при нивното ширење, прво оние полноправни држави од тип на Њујорк на основачите, постојат и оние разни територии кои што еве и денес Гуам, например Порто Рико, кои што немаат полноправно членство. Нешто слично може да се види и овде. Постојат некои земји кои што се вечни получленови, јас би ги нарекол, не полноправни членови, а ова е многу битно за да се свати природата на поразот. Да, значи природата на поразот е токму поради второстепената природа на интеракцијата на Македонија со НАТО и со Европска Унија. Не се работи за една форма која што би била форма на полноправно членство, иако кон тоа се стреми. Прво, да ги видиме основачите на НАТО и на Европска Унија. Тоа се земји на северозападот на Европа, протестантскиот северозапад, Бенелукс, значи, или земји кои што имаат колку толку некои традиционално сојузнички односи меѓу себе, Англија, Америка, Франција. Потоа кон нив се придружуваат оние медитерански. Хентингтон, Семјуел Хентингтон, например, тоа го идентификува како повеќе бранови на демократизација, тој нарекува, или јас би рекол на ширење на англосаксонски вредности, и многу е слично токму со она како одредени држави, например, на Средниот Запад стануваат полноправни држави. Значи, прво се само оние 13 тамо, првите колонии, па потоа тоа се шири, например, кон Луизијана, кон Тексас не е од самиот почеток, па додека стигнат до Калифорнија има време. А некои територии... Војната со Мексико. Да, па некои територии дури на крај на 19 век добиле такво право. Не биле толку важни. Не биле толку Дакота, например. Не биле толку важни, биле индијански територии. Со британците си имат договорено на 49-та паралела. Сега да биде границата. Сега Хентингтон тврди дека тие бранови на демократизација или вестернизација постепено одат од северот кон југот и од западот кон истокот. И тој сами смета дека југоистокот на Европа на крај ќе ги достигне тие бранови, тоа претпоставуваме сега. И паралелно со тоа достигнување сега, зошто е ова важно, што го цитирам Хентингтон, затоа што кој е тој бран веќе поред? Значи, ние рековне, изборот е таму тој Северен Атлантик, оние први членки на НАТО. Па имаме наредно ширење, па трето, четврто, петто. Овде доаѓаме до кој поред ширење. Значи, ова не е приоритет, ова е нешто после Дакота, ова е меѓу Дакота и Гуам, нешто така. И многу е битно да се свати и Аљаска. И Аљаска. Дали сме ние Аљаска или Гуам на Европска Унија? Исто прашање кое никогаш не се поставува, затоа што ако не постои приоритет кај главниот субјект на процесот, тој е Брисел, тогаш не знам колку да се има слободна волја. Да замислиме, например, да постоила некоја индијанска држава. Дакота да била баш индијанска држава, да ја воделе некој Команчиче, е не апсолутно небитно, и тие сега да сакале под нивни услови да станат држава, тоа, ништо друго, не барат независност, да се, затоа што таму има сега прогласена Лакота, по племето Лакота, например, Дакота Лакота, например, сакаат да се држава, федерална држава на Вашингтон. Овие ги уценуваат и велат не. Прво вика, вие треба да се цивилизирате. Ќе ставите цилиндри, ќе ставите машини, вика, треба, вика, да изградите цркви, треба да примите, вика, методисти, да сте баптисти, наша вера. Треба, вика, да
да имате наши школи. Тие се ова прифаќаат, ови уште им бараат. И им барат, се додека еден ден не почнали децата да им ги одземат, да им ги носат, нели, затоа што индијанците не се подобни да ги воспитат, да ги носат во други школи, таму да прават јаничари од нив. Проблемот е каде е границата? Пак не добиле. Горбачов, кога ги посети Соединетите држави во неговата наивност, кога го праша како би го решил проблемот на афроамериканците, реше јас би им дал република, држава, нели, као Татарстан што има, и века и овде имајте вие, вика, некоја Алабама ваша таму. Тие само се насмеја, тоа не е американскиот начин. Не, американскиот начин е апсолутно обезличување на другиот. Сега, овде во американизирана Европа, сигурно дека нешто слично ќе имаме, колку и да се попушти, колку и да попуштеле лакотите, било кои други, не би било доволно. Не би било доволно, затоа што пуританскиот дух на основачите на Соединетите држави, пренесен по 45-та во Европа, не бара ништо помалку од една апсолутна капитулација на битието. Едно апсолутно само негирање во секој поглед, и во тој момент да биде пак примена не лакота, туку дакота. Или во овој случај, како членка, како звездичка, нели, на Европска унија, да биде примена некоја постмакедонска псевдомакедонија, која би имала што е можно помалку од некогашното, до содржина, например, од 91-а. Сега, зошто треба да се има што е можно помалку? Затоа што, колку се има повеќе, тие содржини не се компатибилни со изворните содржини на она европска заедница, нели, на самиот почеток за Јаглен Челик, кој што тие земји што ја формираат таму, се земји, како што спомнавме, на европскиот северозапад. Овде зборуваме за југоистокот. Зборуваме за регион кој што е крајно специфичен и по писмото, и по верата, и по генот, и по севкупната политичка антропологија, како ја сваќа слободата, например борбата за слобода, борба за правда, како ја сваќа разликата меѓу доброто и злото, како вкусот негов е поинаков, се е поинакво во однос на Брисел, небото е поинакво, облаците се поинакви, доволно да ги видиме сликарите, например, од Холандија и од Белгија, како цело време цртаат само темни облаци, дебели жени. Кој овде би можел во тоа да најде нешто привлечно, нешто убаво. Значи, во секој поглед имаме диагонала на спротивности. Оваа диагонала значи дека овој крај мора да се почне да се прилагоди на тој крај, да се прилагоди на темното небо и дебелите жени. Ако не се прилагоди, подобро да го нема како и лакотите што ги нема, или да ги ставиме во некој резерват. Оној момент кој ќе ги ставиме во резерват, тогаш невладините, кои што се тука веќе со децении, нели, и го земаат било кој аспект на нашето општество, тие ќе бидат некои нови колонисти, некои нови пуританци. Ќе наметнат некои нови вредности кои што се непрепознатливи за нашите непосредни предци, таткоци, дедовци, а дефинитивно ќе бидат малку препознатливи за нас, ама ќе мора да бидат препознатливи за идните генерации. Денешниот индијанец, кој се вика Джон, се презива, не знам, Адамс, работи во некој казино, како некој социјален полупаразит. Тој и денес не е баш чист англоамериканец, не е васп, дефинитивно, ама што има заедничко со бик кој седи? Нема ништо него, ништо заедничко. И овде овие немаат ништо заедничко со некој јунак од Мечкен камен, ама и натаму нема да ги признае овој еврократот од Брисел. Еврократот во Брисел и натаму дури својот колега од Македонија, од постмакедонската Македонија, и натаму ќе го гледа преку две леки. Зошто? Затоа што во него е вродена таа клима на недоверба. Таа клима на недоверба која што ги има своите корени, ние може да ги бараме, например, во падот на Цариград, кој што баш фламандски витези го прават, кој што ги плячкаат сите цркви, манастири, создаваат Латинско царство. Значи, тоа се од Брисел луѓе, баш од тој крај. И нашиот антагонизам со Брисел има векови, не од вчера. Настрана англосаксонците. И, како што реков, земја со земја, народ со народ, има афинитети, има антагонизам. Нема трето. Неутралност би била можна, не знам, со некој од Патагонија, со некој што не ме допира на никој начин. Не е можна на тлото на Европа, не е можно Македонија, кога постои во оваа форма сега веќе, а постои затоа што тоа е Божја промисла и тоа мора да се прифати и да се гради со оптимистички став.
за да се заглави во блатото од Либија и од Авганистан, како што спомнаме. Ако се гради, мора да се свати. Од Исланд до Кипар, со секој ќе се има или афинитет или антагонизам. Од Гибралтар до Финска, со секој ќе се има и едно и друго. Исто со Медитеранскиот басен, исто со Блискиот исток. Значи, не е можно да се има некој периферен неутралитет. И на крајот на криштата Македонија не ни има оној момент кога се завземаат ставови, не знам, учество во мисија во Авганистан. Иако, например, во тој момент Македонија има милион приоритети други. Ама се завзема став веќе. Што, не знам, се праќаат во Либан, во некоја мисија, неколку души. Се завзема став. Што, не знам, на друго место каде се имаат праќано, Ирак, да. Се завзема автоматски став. Се завзема кон исламот став, се завзема кон арапското единство став, се завзема кон наводните сојузници, американците, англичаните, другите кои што учествуваат во тие мисии, се завзема став, сакали или не. Колку обично свет тоа го сваќа е друго. Оној момент кога тоа го сведуваат дека, не знам, офицерите кои таму ќе добијат добри плати, автоматски се обесмислува самиот карактер на офицерот како една професија, честна професија, која што е позив сам по себе, не е тоа само професија за пари. Тоа е едно звање, еден позив, каде што тој е повикан да изслужи на татковината и да обучува, да воспитува други генерации во тоа служење. Овде, оној момент, кога се сведува на добрата, нели, парична награда, па слушаме возел камион во Ирак, сега направил куќа тука, ние во старт не сваќаме дека плукаме на генерации верни служители во униформа на татковината. На крајвите плукаме на Гоце Делчев. Зошто? Во мирно време, човек кој што има војна академија, што би можел да е? Значи, готово со слободи сега земјата, нема турци, би требало да е офицер, нели? И тој радо би бил. Тој тоа бил и во неговите околности. Ги воспитувал генерациите на служење на татковината. Ама овде, тоа би значило бесмислена воена мисија во земја со која што има минимум на историска интеракција, во услови каде што конкретната територија на татковината, ареолот каде што живее неговиот народ, за кој што се жртвувал, за кој што водел ненормален живот, во време кога можел комфорен живот да се има, да се биде некој трговец, било што, или, не знам, едноставно, да не живее по планини, да не живее, да му е небото покривача, голата земја да му е кревет. Тој таков живот водел за тој народ и сега основниот ареал на тој народ е загрозен. Едноставно, противникот на тој народ се прелил од оваа страна и се шири во било која класична, тактичка, историска ситуација, ова би се сметало за војна, ова би се сметало за загрозување на екзистенцијалниот простор на тој народ. И јасно дека таков човек тука би се борел, не во Авганистан. Тука би се борел да спаси што може да се спаси или да постави, како што Макијавели вели, основи за наредната победа, ако не сега. Значи, според Макијавели, во моментот кога не можеме да победиме, се повлекуваме на линијата која ни ја гарантира победата, кога ќе настапат услови. А до тогаш градиме такви основи за победа. Значи, не градиме магли, каде што ги залажуваме генерациите, и то генерации на здрави млади луѓе, полни со енергија. Ги залажуваме дека се е во ред. Во секој момент ќе настапи утопијата. Утопијата во која што ќе не примат во најголемата, нели, најуспешната заедница на нациите и каде што ќе успеваме на секој поле, ќе успеваме со патенти, ќе успеваме со иновации, ќе успеваме со разни компании, ќе отвараме корпорации, 300 чуда, со се ќе успеваме. Само нема да имаме име, нема да имаме идентитет, нема да имаме граници, земјата ќе ни открадната, а што е тоа ако не е слобода? Народ кој што нема слобода. Например, нека е економски успешен. Дали ние навистина мислиме дека добар дел од тие луѓе кои што 903-та, например, се жртвувале, дека економски биле неуспешни? Тие немале политички права, економски имале.
Многу од нив доаѓале од и тоа како успешни семејства. Семејства кои што имале палати, кои што имале контакти со Европа, кои што можеле и ни во Европа да ги пратат. Не морал тука тој воопшто да живее, можел во Виена да живее. Некој студирал, таму получил да се врати. Можел таму да остане. Шо барал да се врати? Се вратил овде да се жртвува за она што тогаш го нарекувале народно дело. Ете, народна слобода, народна правда, иднина на народ. Тоа се тие работи кои што денес се ставени ад акта, за кои што не слушаме. Од тие народни дејци, од тие народни мудреци, од тие писатели, философи, професори, од целата интелектуална каста која што е повикана да го буди народ, да му објасни. Јас не очекувам од еден автомеханичар мене да ми објасни колку е саатот во тој голем историски часовник. Дали е пораз, победа, дали е, не знам, момент за востание или момент да чекаме. Ама да чекаме во смисла да се приготуваме во една голема вежбална на историјата. Чекајќи го моментот кој ќе ни ја донесе победата, ќе ни го донесе реваншот. Цела историја е така. Имаме моменти на голема ноќ. Таа ноќ може да трае со векови, ама и тогаш доаѓа зората. Може да трае многу кратко. Ама од нас зависи дали во нашиот краток живот ќе покажеме нешто, некој крик кој нема да биде само еден неартикулиран, туку ќе биде една јасна артикулирана форма на акција која што ќе доведе до конкретен резултат. Тој резултат историјата ќе го верификува. И само тогаш историјата е тука безмилосна. Само тогаш верификува кога има јасни елементи кои што сведочат дека колективната акција на еден народ, на една држава, на едно движење, на едно раководство, на свестно раководство, подготвено и да се жртвува, подготвено во конкретниот момент, конкретна акција да направи, дека има нешто конкретно на дело. А тоа конкретно, рековне, е победата, која што секогаш има ритуален момент и која што има и практичен момент, а практичниот момент е конкретна реализација на правата на победникот, пак на сметка, за жал, пак мора тој дарвинистички речник, на поразениот. Овде во тој случај, што би значила таа алтернативна победа, например 2001? Па тоа би значило намалување на правата на оној што сега си ги има зголемено. Тоа би значило негово сведување на некои помали категории. Например, од партнер во државата на малцинство, од малцинство на етничка група. Или отварање на цела низа на криминални досија, кои што за секогаш би им ги затворило вратите во високата политика на цела низа на такви дејци. Ова е победа која би водела до некоја нова идна победа и до зацврстување на тие позиции. И секојаш цела историја е тоа победа или пораз. Британија со такви низи на победи направи колонијална империја, со порази пак е сега сведена на островото. Исто е со сите други, со Рим, со Византија, со кого не. Значи, ако една земја, ако еден народ не уме прво да ја чита збуката на политиката, збуката на историјата, да победува, да прави сојузи со вистински пријатели, со оние кон кои што има афинитети, тоа не е точно, често пати земаат некои цитати апсолутно истргнати од контекст, па викаат, ете, не знам, Черчил, мислам, го земат, рекол Британија нема пријатели, века само интереси. Па тој интересот секогаш те води, како секогаш со Америка интересот ги води. Како никогаш интересот не ги води, например, со Русија или, например, ете со Кина. Како стално ги води интересот секогаш со САД да се пријатели. Со нив тие имаат афинитет, со нив имаат јазик, со нив имаат потекло, со нив имаат религиски афинитет, се им е заедничко, се им е споделено. И Атлантикот е нивно езеро. Секој народ има сличен афинитет. Само дали е тој слеп и не може тој афинитет да го открие, да го изрази и да го каже јавно. Или тој народ тогаш ќе мора оној кој што му е дали непријател, дали некој противник, ривал, sejedno, да го моли да му е пријател. А тоа е веќе исто, тука е на прагот на поразот во тој момент кога ние Сун Цу, големиот кинески стратег, вика, ако ние ги препознаваме пријателите, ние ќе победуваме во секоја војна, во 10 војни однапред ќе победуваме. Ако не ги препознаваме, ние однапред губиме. Во овој случај, ние однапред губиме поради немоќта
да ги препознаеме другите и да ја препознаеме нивната ментална содржина, нивниот став во однос на нас. Дали тој став е позитивен, негативен и дали тие нас не гледаат како партнер, искрен партнер, сојузник, близок, или не гледаат како некој потенцијален непријател, кој што можеби сам не е свесен дека е непријател, не гледаат како некој плен, не гледаат како некој пат, можеби како некој поголем плен, не гледаат како некој експеримент, да видиме, ето овде имаат православни муслимани, се измешано, како ќе функционира овде, ако овде функционира, да видиме на Кавказ можеби ќе е слично. Сето ова е дел од крупната игра, од таа джунгла на меѓународните односи и само оној кој што ова го сваќа ќе биде, како што и самите сакаат да кажат, до масата, а не на масата. Ќе биде субјект, а не објект. И ние сме повикани да бидеме субјекти. Ако сме субјекти, ние тераме низ историјата. Инаку не јадат. Сашо, фала многу за ова прекрасно елаборирање на од меѓународните односи по расповеда ситуација со нас. Јас се надевам дека виднина ќе бидеш почест нас гостин. Благодарам и на вас што не следевте. Ние овдека во Нов Астом се подготвуваме за нашата македонска следна победа. А таа треба да биде со почитување на политичката волја на македонците изразена на 8 септември 1991 и 30 септември 2018 и со формирање на едно праведно општество каде што секој ќе има еднакви можности за нормален економски живот во здрава животна средина во една Република Македонија. Бидете наш сопатник, следете не и до следното јавување ви пожелувам се негово.